Доктор Чолакова Дервишова, матичните лекари се спремаат за штрајк. Велите честопати сте казнувани од Фондот за здравство за административни пропусти кои немаат врска со медицината. Зошто и натаму државните институции во време на пандемија си играат мајтап со вас? Гледайте, ова е навистина надвор од здрав разум. Во време на пандемија да изречете казни на матични доктори кои што 2 години изгинаа на терен, навистина сметам дека сите директори на фондот треба оставка да си поднесат за вакво нешто. Читам од Сабале дека може пак да има нов директор, пак нови личности, нов министер. Тоа е се во ред, но многу е битно тие кои што ќе дојдат да седнат, да се заинтересираат за проблемите на здравствените работници и да работат 24/7. Значи да се заинтересираат и за проблемите на народот. Така да не може овакви правилници да бидат побитни од здравјето на народот. Ние не можеме на шизофреничар да му го прекратиме лекот. Не може ако системот не обезбедил да има секакви специјалности во државата, да барате на смена кога има невролог, психијатар. Порано имаше невропсихијатар. Значи на оваков обем на работа, по 150 влезан пациенти, 150 порачки по телефон, на Вибер, на Месенџер, резултати 2 години. И вие да изречете казни од 2019 година, значи немам коментар ни јас, ни моите колеги, крајно сме револтирани и сметаме дека ако се продолжи со оваквата наплата и повикување на матични доктори подитно да дојдат да ги земат казните и да си ги платат и дури да им се каже ако не ги платат нема следната капитација да ја добијат, а еве за ваша информација да знаете 30 години примарното здравство го финансира здравствениот систем. Во 2019 година имавте протести каде си ги баравте вашите права. Велите досега ништо не е решено и наместо награда вие примате казни стари по 2,5 години. Мора свесноста на тие кои што го водат фондот да сватат дека ние постоиме заедно со нивните институции сите за народот. Не се тие над нас. Значи тие треба да постојат да регулираат во државата, а не да казнуваат. Значи каде нема награда, нема стимулација, нема покачување, нема вреднување на трудот. 2 години не се преговара уопште со нас како здружение. Значи оваков индолентен однос ни било ни ќе биде, да не се повтори. Значи дали некој размислува во фондот што ќе се случи ако ние во знак на револт 5 дена ги затвориме амбулантите и само итни пациенти да примаме? Ни мој термин, ни твој термин ќе се види. Не сме ни еден матичен доктор да биде казнат. Во цела околина, во Европа, сите доктори матични беа наградени. Оваков однос, овакво деградирање, овакво понижување на доктори кои што изгинаа на терен, колку матични починаа. Само мене 2 пати тромп ми има летнато, и здравјето ми е оштетено во време на корона. Дервишова, зашто се наменети казните и колкави се тие? Казните се, например, амјодарон, ако требало да има шифра И48, ставено И42, или ако 3-4 рецепти се такви издадени, по 15.000 достигнуваат негде до 60.000 по фирма. Замислете од која капитација ќе го плати, да речеме, тој матичен доктор, или заболување некој сте направиле пропуст, некој административен, 25.000 денари е по такво едно решение, значи навистина се фрапантни, или некој лек, шифрата лекот ако кошта 500 денари, вие ќе добиете 15.000 казна. Во други држави тоа е решено. Ако вие нешто сте направиле таков пропуст во висина на лекот, каде тоа 15.000 денари? Какви се овие казни? Ако некој решил да го уништи примарното здравство, отворено нека седне на маса и да ни каже каква визија има за примарното здравство, а не оваков однос. Дали треба ние, интелектуалци, да се замараме, наместо со наука да се замараме за правилниците на фондот од 2008? Дали во Велес има доволно тестови на државно да се тестираат пациентите? Се чека по 5 дена, така да оваа недела било кој да побара нема. Сите си го решаваат проблемот со Никоп, кој што иде понеделник, среда и петок пред еден маркет, и на една друга бензинска исто така иде некоја друга лабораторија. Тоа се наши информации кои што ги имаме од пациентите. Доктор Чолакова, ви благодарам за разговорот.